Зависноста од увоз во нашата држава е главниот виновник поради кое се зголемуваат цените на основните производи, но и на нафтените деривати. Немирите на Блискиот Исток ја зголемија цената на нафтата и тоа неколку пати за само една недела. Според економистите ова е очекувано, бидејќи како држава сме зависни од увоз на нафта. Ние сме директни увозници на нафта, нафтени деривати и плинови и така натаму. Така да ние директно овие покачувања на светската берза на нафтените деривати ќе има реперкусии кај нас. Еве веќе сношти, колку што знам, се покачија за кратко време по втор пат цените на нафтените деривати. Доколку овој тренд продолжи и натаму да ескалира, да речеме, овие воените конфликти на Блискиот Исток, секако од психолошки аспект големите нафтени компании ги качуваат цените, бидејќи сакаат да се заштитат на еден начин. Кај нас секако ќе има влијание, бидејќи ние сме мала економија која е увозно зависна и дури ние сме сведоци дека кога немаше драстично покачување на нафтените деривати, растеа цените на основните прехранбени производи по причина што и тие производи ние ги увезуваме. Ивановски вели дека и пред порастот на цените на нафтата кај нас растаат цените на основните производи, што значи дека и во иднина може да се очекува само зголемување на цените. Овде си цените на градинарските производи, основните производи за живот, секако и нафтените деривати. Ние сме многу зависни од увоз на се што се продава во нашата држава. Ние немаме сопствен производ, сопствен бренд со кој можеме да влијаеме на стабилизирање на цените. Еве, сведоци сме дека и основните градинарски производи се од увоз. Немаме наше производство кое може да ги задоволи потребите на домашниот пазар, а од друга страна па дел од нашето производство се извезува, така да директно сме зависни од движењето на цените на светскиот пазар на сите производи, не само на нафтените деривати, туку и на оние суровини кои што ние ги или репроматеријали кои што ги увезуваме и кои влегуваат при производството на одредени производи во нашето стопанство. Ивановски дециден дека цените на производите ќе растат и во иднина, без разлика на сите заложби кои се прават во државата за нивно стабилизирање.